Македонските училишта се повеќе се празнат, затоа говори бројката на запишани првачиња кои од септември треба да седнат во училишните клупи, а која е за 580 помалку во однос на минатата учебна година, односно 17.208 наспроти ланските 17.782. Поради ваквата ситуација, државата ќе оптимизира училишната мрежа, што ќе значи затварање на дел од училиштата. Проектот за оптимизација на училишната мрежа во земјава е во тек и се реализира заедно со УНИЦЕФ и Светска банка. По целосно завршување на анализата ќе споделиме повеќе информации. Министерката за образование Весна Јаневска неодамно објасни за што станува збор. Тоа се училишта кои се наоѓаат во руралните средини, а кои се на терет на државата, вели таа. Има одредени региони и училишта кои секако не треба и не може да бидат затворени, се на голема оддалеченост, планински се и така натаму. Тие ќе се обстојат. Но овие што се на 2 километри едни до други, и едното е да речеме централно училиште во кое има 100 деца, а во подрачното има 2 до 3 деца, на вистина е греот децата да не се приклучат на своите другарчиња во централното училиште. А намалувањето на бројот на ученици со себе ќе повлече и други последици. Факт е дека ова грижа нема да удира само кај учениците, туку ќе биде и кон наставниците, бидејќи тие што предават во деленска настава од 1 до 5, ќе немат ученици и некои од наставниците мора во иднина во ова учебна година да ја напушти своето работно место. Се тоа е резултат, вели Јусуфи, не само на масовното иселување во странство, туку и на намалениот наталитет. Во училиште во Екрем Јакупи, село Коруште, каде работев 40 години, и фактот е во тоа училиште јас сум стекнал ученици до 615. Сега, ова година, нарочито, бројката е до 100 ученици. Единствен начин во ова може да се реши проблемот само ако ја стопираме емиграцијата, можеме да ја спасиме и државата, и училиштата. Поради заминување од државата се случува ученици да се отпишуваат од училишта среде учебна година. Имаме доста ученици што се испишуваат. Нашето училиште, значи, секоја година има континуирано, независно од тоа дали е јануари, дали е февруари, дали е јуни. Значи, секој во онај период кога се снашов да замине надвор од државата, си заминуваат и добро ситуирани веќе луѓе од државата. А министерката Јаневска смета дека со припојувањето на одредени училишта најмногу ќе добијат учениците кои учат таму. Но тие немаат информации за надворешниот свет и немаат можност да се социализираат, да видат смарт табла, да видат модерно ново училиште, да се надпреваруваат со децата од сопствената генерација. Поратоците кои Државниот завод за статистика ги објави неодамна покажуваат дека за една година катанец на врата е ставен на 14 основни училишта во државата. За 5 години биле затворени 45 училишта. Бројот на ученици во основните училишта е намален за 1,4%, а во средните за 3,9%. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.